Прашањата се следни. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира за членувањето во оваа алијанса? Кои се задачите кои треба да се завршат во процесот на зачленувањето во НАТО, а при тоа да не бидат повредени законите, уставот и меѓународните стандарди? Тоа се првите две прашања, а потоа ќе одговориме и на следните. А тоа е, дали спроведувањето на активностите во рамките на процесот гарантира транспарентност на институциите и почитување на човековите права и слободи. Ова прашање е особено важно за нашата организација, бидејќи ние сме организација за човекови права и слободи. Со какви предизвици се соочува процесот, а какви можности отвора за земјата? Кои се предизвиците со кои ќе се соочи земјата по влегувањето во НАТО алијансата? И на тоа надоврзано прашањето дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали. И на крај, колку членството во НАТО ќе придонесе кон политичката стабилност и демократијата и дали ќе ги забрза интегративните процеси во општеството и во заедниците кои живеат во Република Македонија. Мислам дека ова се повеќе прашања кои нудат навистина сериозен предизвик за сите наши соговорнички и соговорници, но во исто време знаеме, свести сме дека тоа се можеби најрелевантните луѓе кои можат да одговорат на овие прашања. Па, повелете, кој би сакал да зборува, можеби господја Шекеринска да даде одговор на првите две прашања. Дали граѓанките и граѓаните на Република Македонија се доволно запознаени со тоа што значи НАТО, освен воен сојуз, односно што се подразбира членувањето во оваа алијанса и кои се задачите кои треба да се завршат пред тоа? Благодарам на Цивил на поканата и благодарам на Цивил што постојано не држи свесни за, како што кажа Џабир, важните прашања, од кои и тие што сакаат и тие што не сакаат нема да избегаат. Анализите во последниве 25 години на јавното мислење на експертите покажуваат дека граѓанките и граѓаните на Македонија, како и во многу други држави на НАТО и европското тло, немаат многу информации. Што точно значи НАТО членството? Сличното го гледавме и во делот на ЕУ членство. И многумина од нас кои што се често присутни на вакви настани, со изненадување, например, го дознаа фактот дека само 25% чуле и за извештајот на Прибе. Нешто што јас барем како човек кој можеби пречесто дискутира на темата, мислев дека децата веќе од 10 години знаат и чуле за Прибе. Меѓутоа, тоа покажува дека многу од податоците се присутни и се дискутираат помеѓу луѓето кои се занимаваат со темата, но сепак не навлегуваат во секоја пора на нашето живење. И покрај тоа што мислам дека многу податоци не се интересни за јавноста, можеби ние не сме ги направиле доволно достапни до јавноста, сепак сметам дека граѓаните во Македонија интуитивно го имаат својот став и го имаат своето очекување од членството на Република Македонија во НАТО. Интуитивно, без можеби многу податоци, членството во НАТО во изминативе 25 години се поистоветува со зголемена безбедност, гаранции за интегритет, за суверенитет, но и економски раст на државата. Дел од тие впечатоци се базираат и на бројки. Не треба да се биде аналитичар и не треба да се читаат многу анализи да се види дека членките на НАТО кои многу брзо станаа понатаму и членки на Европската Унија, во својот период, во својот процес на приближување, доживеа зголемување, зајакнување на економијата, зголемување на странските и на домашните инвестиции, намалување на невработеноста, подобрување генерално на политиките на раководење во државата и така натаму и така натаму. Еве два податока кои пред конференцијата ги погледнав. Кај балтичките држави највидлив е тој раст кај економијата. Естонија успеала во тој период околу членството во НАТО да ја зголеми својата стапка на раст на економијата од 6 на 9,5%.
Латвија од 8 на 10,5%. Речи си без исклучок, сите забележуваат засилување на инвестиционата активност, зголемување на бројот на работни места, зголемување, например, на бројот на туристи, врзано за чувството на стабилност и безбедност, и сите имаат подобрување на перформансите на институциите. Кај најголемиот дел од држави кои што станаа членки на НАТО беше видливо дека индексот на владење на правото расте. Што значи тоа што дека граѓаните можеби не ги знаат ни бројките, голем дел и од нас не ги знаат конкретните бројки, но впечатокот е тој дека членството во НАТО, кое што треба да се заслужи, во исто време и резултира во подобра и поактивна економија, поангажирана, поголема работна сила и генерално подобри принципи на владење. Се разбира дека ништо од тоа не е еднаш за секогаш и можно е тоа што си го постигнал во процесот понатаму да забележи некои негативни тенденции. Македонија исто така ги има видено бенефитите од најави за членство во НАТО. Тоа го забележавме и во периодот до 2008, кога оптимизмот беше многу поголем, кога очекувањата со право беа високи, кога сите планираа дека заедно со Хрватска и со Албанија и Македонија ќе стане членка на НАТО, се забележа тоа и во економијата и во политиката до одреден момент. Ако ги анализирате последните случувања, ќе ги видите истите примери. Например, подобрените прогнози на една од рейтинг агенциите, кои што Македонија од тенденција негативна ја преквалификува во тенденција позитивна, што е многу ретко, обично од негативно се оди на неутрално, од неутрално на позитивно. Еден од аргументите е и најавата за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. Вториот пример е еврообврзницата. Фактот дека Македонија доби историски најниска каматна стапка зборува за довербата која што и економските и финансиските институции ја враќаат во однос на Македонија и ја врзуваат со новите шанси за членство во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. И во таа смисла тука завршувам со овој дел од дискусијата. Многу е тешко да одвоите каде завршува НАТО, каде завршуваат НАТО ефектите, а каде почнуваат ефектите од преговори со Европската унија. Бидејќи процесите кај најголем дел од земји одеа паралелно и членството во НАТО се гледаше дури и отпосле како прво полувреме во членството со Европската унија. И тешко е сега да издвоите што тоа е заради процесот на НАТО за членување, а што е заради дополнителниот процес на прилагодување на Европската унија. Мислам дека е јасно дека задачите кои што се пред нас се однесуваат на истите реформи кои ги очекуваат граѓаните на Република Македонија и ги очекува и Европската унија. Ништо повеќе, па и можеби во некоја смисла дури и помалку. И апсолутно повреда на закон и устав не би требало да е дел од обврската, заради тоа што едни од клучните критериуми е владење на правото. И тоа е една од клучните забелешки која и НАТО ја припишуваше на Македонија. На последниот самит, кога се реафирмираше желбата на НАТО да ја види Македонија во своји редови, беа спомнати неколку многу конкретни проблеми, освен спорот со Грција. А тоа е владење на правото, кредибилни избори, слободни медиуми, изголемена транспарентност и одговорност на институциите. Овие 4 работи се работи кои од нас ги бараат и граѓаните, така што не случајно граѓаните сметаат дека и членството во НАТО и Европската унија е нивен најголем сојузник. Она што ќе го направиме на тема членство е прашање кое што ќе биде добро и за сите граѓани во Република Македонија. Благодарам.